Добро вечер, драги присутни. Срдечно поздравувам и мило ми е што ова вечер, иако може би во помал број, бидејќи започна летните одмори и секој на своја страна некаде оди. Меѓутоа еден дел сме тука и да можеме да слушнеме нешто ново, да се видиме едни со други. Она што е најново, сакам да споделам со вас, вчера се чув со Јанош, когаш биро, господинот кој што го држеше предавањето тука, серијата на предавања. Многу ве поздрави и кажува дека ви завидува што сте вие тука, а тој не може да биде тука. Кажа да бидете истрени во што сте го почнале и наскоро, тоест во ноември, повторно ќе се видиме сите со него заедно. Како што веќе Маја спомна, самата тема вечерашна има наслов средба која го менува животот. Верувам дека секој од вас во еден миг од својот живот доживел некоја средба која што го сменила текот на станите, текот на животот. Јас тоа искрено сум го доживел. Меѓутоа, она што е битно дека во Библијата се така зборува за еден настан, библиски настан, каде што една особа го променила својот живот кога го запознала Христа. Тој настан е запишан во Евангелието според Лука 19 глава. Јас би ја повикал Маја да ги прочита првите 10 стихови. Повели ме. И кога влезе во Ерихон, минуваше низ градот. И ете некој човек по име Захеј, кој беше началник на царениците и богат, сакаше да го види Исуса. Кој е, но не можеше од народот, зашто беше низок по раст. И истрча напред, се качи на дива смоква за да го види, зашто требаше да помине покрај неа. И кога Исус дојде на тоа место, погледна нагоре и му рече: Захеј, слези бргу, денес треба да бидам во твојот дом. И слезе веднаш и го прими на гости со радост. А сите кои го видоа тоа, почнаа да негодуваат зборувајќи: дојде во куќа на грешен човек да почине. Захеј стана и му рече на Господа: Еве Господи, половина од својот имот ќе дадам за сиромасите, и ако сум зел од некого нешто несправедливо, ќе вратам четворно. А Исус му рече: денес му дојде спасение на овој дом, зашто и тој е Авраамов син, зашто човечкиот син дојде да го бара и да го спаси изгубеното. Фала, Маја. Ајде сега за еден миг да покушаме се вратиме во ова време во кој што живеел Исус. Исус влегува во едно малецко градче, една варошица, со тесни улички, а тоа градче се вика Ерихон. Она што било најбитно дека големо мноштво на луѓе се туркани из тие мали улици да видите на посебна личност. Тоа бил необичен настан, нешто ново, дотогаш невидено во Ерихон. Доаѓа особа која што можеме за сигурно да кажеме дека е најпознатата особа во тоа време. Таа била најчувена, секој за неа знаел, а таа личност била Исус Христос. И тој доаѓа токму во тој мал град во Ерихон. И сега луѓето се туркаат едни со други да може да дојдат до него да го видат, бидејќи многу приказни разни слушале за него. Некои добри, некои лоши, некои сакале да го видат, да го запознаат, да го допрат до него, бидејќи многу ни слушнале дека правил големи чуда, лечел луѓе, а верувам дека и меѓу тие луѓе што доаѓале имало така кои што пателе од некоја болест, можеби сакале да бидат излечени, а слушнале дека тој е најдобриот лекар кој што поминал на земјата. И од таа причина тоа мноштво се тиска, се турка на некој начин во тие мали улички да го видим Исус Христос. И меѓу тоа мноштво се наоѓа еден човек, тој бил Захеј. Кога ќе видиме од самиот почеток дека Захеј представува една антитеза, спротивност на самиот Исус Христос. Се она што било спротивно од Христа. Бејќи Исус бил добар, лечел, помагал, а ќе видиме дека Захеј е една друга особа. Библискиот извештај кажува следно: кога влезе во Ерихон, минуваше низ градот. И ете некој човек по име Захеј, кој беше началник на царениците и богат, сакаше да го види Исуса. Кој е, но не можеше од народот, што беше низок по раст. Овде кажува дека Захеј не бил обичен човек. Захеј бил началник или старешина на царениците. Оно што е многу битно е кои се царениците.
Библиското извеšte кажа дека царениците биле најомразената класа во еврејското општество. Тие биле квисленци или предавници на својот народ. Тие својата душа им ја продавале на римјаните се со цел да заработат пари. Тие биле, што е към ние во народот, продадени души. Од својот народ работеле за окупаторот, односно за непријателот, во овој случај биле римјаните. И тие на тој начин заработувале. Кажува извештајот историски дека тие цариници оделе со римската војска. Бидејќи римјаните одредиле за секој регион одредена сума на пари кои што треба да се даде како данок. И сега цариникот ја земал војската римска и одел и сите луѓе по селата, по градчињата, по населбите ги собирал таа одредена сума на пари. Вика, факт било дека цариниците земале 2 пати, 3 пати, дури 5 пати повеќе него што римјаните барале пари. И покажува дека тие пари, еден од најголемите историчари, Јосиф Флавиј, покажува дека тие пари кои што ги земале тие, ги ставале во џебовите своји. Вишокот на парите кои што биле, бидејќи римјаните барале една сума, а секој вишок го земале за себе. И од таа страна тие биле омразени кај народот, бидејќи ги земале парите, вика после секој цариник, големи села и градови биле опустошени. Сите пари биле земени. Меѓутоа, како и да е, Захе е на таква особа, таква личност, кој што токму тој сакам да го види Исус Христа. И знаете, кога таква особа доаѓа кон Христа, што велат другите луѓе? Овој крадец, лопов, лош човек, дошол да го види Христа, едноставно како не му е срам. И одмah, човечки гледано, што ставаме? Ставаме етикета, дека таа особа е таква и таква, дека таа особа воопшто не го заслужува да го види Христос. Ние сме како луѓе сме склони многу да брзо да осудуваме и да ставаме етикети на луѓето. Иако тој Захе крадливец и лош човек, сепак сака да го види Христа. Ќе ви раскажам еден пример за едно куче, тој е приказан за кучето Бавка. Ова куче било најпознато, најсакано, најмило куче во Ерусалим. Сите го сакале, го галеле, го хранеле, си играле со него и едноставно нив било драго да го имаат ова куче. И децата и постарите едноставно уживало. Вика, во тој период, вика, немало посеќно куче од Бавка. До кој миг, кога некои лоши молери, зеле и на неговиот грб напишале бесно куче. И од тој миг сите го избегавале. Сите го гаѓале со камења, сите викале по него, никој повеќе не го галел, не го хранел, едноставно постанало омразено куче. Сите знаеле зошто, осим кучето Бавка. Тој немал ни појма зашто тоа му се случува. Зошто? Бидејќи некои молери биле лоши, им напишале бесно куче и од тој миг неговата слика за него се променила. И тој постанува нешто што не е, бидејќи има лоша етикета поставена зад него. Исто така и Захе, во овој пример, тој добил етикета на лош човек, иако бил лош човек, тоа е факт, тоа може да се докаже, тоа е евидентно, меѓутоа иако е лош човек, тој има право да дојде да го запознае Христа. Библијата кажува не дека бил обичен цариник, него бил старешина царинички или бил началник на старешините. Меѓутоа, каков и да е, тој човек има една желба. Во 3 стих вика, сакаше да го види Исуса, кој е, но не можеше од народот, зашто беше низок пораст. На основа на овој текст тврдам дека кога секој ден човек ќе се роди, кога ќе дојде на свет, постои една исконска желба кај него, еден исконски коп нешто да го запознае Христа. Овој текст го потврдува тоа, дека секој човек може да го запознае Христа и дека има нешто вродено во себе да го запознае нашиот Спасител. Иако бил најлош човек, тој покажа дека се уште има простор за поправање и простор за менување на животот и простор да го запознае оној кој што бил најдобар и пример во тоа време, а тој бил Исус. Секој еден има право да го запознае Исус. И кажува Библијата дека не може да го види, бидејќи бил мал, низок, пораст во однос на другите луѓе. Сега тој малецок, тркалезен, што би рекли ние полничок, дебел крст, али нешто се случува во неговата душа. Во неговото срце се случува нешто што не му дозволува да биде како другите.
нешто го повикува да го запознае Христа со цело срце. Без разлика каков е тој, се уште има простор за запознавање на Христа. Меѓутоа мноштвото го спречува Захеј. Што е мноштвото? Преа Библијата, мноштвото е секогаш спротивно во однос на Бога. Стои спротивно. Гласот на мноштвото под крстот што викало: Распни го, и неговата крв на кого? На нас и на децата наши. И тоа мноштво, преа библиското извештај секогаш скоро, се стои против Христа, односно против гласот на Бога. И во овој случај, тоа мноштво не му дозволува Захеј да го запознае Христа. Колку пати луѓето на оваа планета сакаат да го запознаат Христа, меѓутоа тоа мноштво не им дозволило тоа. Не им дозволило да го запознаат. Кој е тоа мноштво во нашиот живот? Нашите пријатели, нашите роднини, нашите блиски кажат: зошто ти таму одиш? Зошто читаш Библија? Што се правиш ти поразличен од другите? Тоа мноштво во најголем случај ја пригушува желбата кај луѓето да го запознаат Христа и да го следат со цело срце. Тоа мноштво се луѓето кои што не обкружуваат околу нас. Верувам дека секој од вас имал можност да ја прочита ова книга. Не знам дали ова нешто ви значи, и тоа останата слика сигурно ќе ви значи. Таа е книгата Клетници од Виктор Иго. Напишана 1862 година, една од најпознатите книги бестселер во 19 век, која што на најдобар начин ја осликува политичката, економската и моралната пропадливост на општеството во Франција, а и во околината. Во оваа книга, која што за мене е на посебна книга, која бев прва година средна школа ја прочитав, сеќавам, по македонски јазик имавме за дело, и еден лик, кој што е главната особа, главниот лик во оваа книга ми остави голем впечаток. Тој е Жан Валжан. Знаете за него, тој бил 19 години робијаш. Бил во затвор, а која била причината? Дека украл една векна леп или еден леп, и ради тоа се наоѓа 19 години во затвор. После тоа тој излегува од затвор и во тоа време секој затворен добил како една карта, еден документ со кој тој се представува во јавноста, како пасош што бил краденец или лична карта, а неговата била жолта. За секој разбойник, затвореник, таа била жолта. И кога тој ќе одел во некој дом, дека немал никој од своје семејство, и ќе покаже таа карта, никој не сака да го приме, бидејќи бил бивши робијаш, затвореник, разбойник. И сега во тој момент доаѓа кај бискуп, кај свештеник и од него бара да го приме. Бискупот наравно ја отвора вратата од својот дом, го сместува Жан Валжан, му дава можност да спие тука, да борави кај него и во текот на ноќта проработува оној, да кажам, крадлив инстинкт кај него. Тој се буди и собира се што имало вредно на неговиот дом. Собира, тој имал посуđe или некои предмети од сребро, ги собира нив, Жан Валжан, краде и бега од куќето. Меѓутоа, за нестека го фаќа или за секој го фаќа полиција, и полицијата знаела од каде се тие работи, дека се точно заменени од кај домот на бискупот. И го враќаат назад и викаат: го најдовме крадецот кој што ги украде овие ваши работи, тие сребрени работи. А бискупот го гледа Жан Валжан и вели: не, тој не ги украде, јас му ги поклонив. Господине, ги забравив овие два свечници. И во тој миг нешто се менува во животот на Жан Валжан. Тој го променува за 180 степени. Дотогаш бил лош, разбойник, човек со лошо минато, за него можел романи се пишуваат, а во еден момент овој свештеник кој го посоветува, тој го менува својот живот и постанува чесен, праведен, и после 6 години постанува голем богаташ, собствени на фабрика и постанува градоначалник во едно малецко место. И сега така ужива под маската на друго име, повеќе не е тој Жан Валжан, има друго име, да не го знаат дека тој бил разбойник, го менува своето име во меѓувреме. И сега слуша дека во соседното село некој стар човек бил фатен како краде јаболка. И бил осуден дека тој е долго бараниот Жан Валжан. И сега се радува дека го нашле вистинскиот крадец
и наскоро ќе му се суди, односно ќе се беси. И сега замислете го Жан Валжан кој што седи во својот дом, не може да биде мирен и спокоен, бидејќи тој е вистинскиот, и размислува што да прави. Во еден миг кажува дека ништо нема да работи, се останува градоначалник под друго име и воопшто не го интересира што ќе биде понатаму. Меѓутоа, тогаш ги зема неговите работи, стариот ранец, панталоните, кошулата, ги фрла во каминот и свеќникот и продолжува понатаму. И во еден момент во неговите слуша еден глас и Виктор Иго тоа го опишува вака. Жан Валжан слушна еден глас во тој миг кој што вели: дали да останам во рајот и да постанам демон, или да одам во пеколот и да постанам ангел. Рековме дека неговата прва реакција била се фрлил во оган и престанува да живее како Жан Валжан е нова особа. И Жан Валжан гори. Меѓутоа во тој миг станува, ги собира свекниците од каминот и сака да промени нешто. Цела ноќ имал тешка агонија, тешка борба во себе, што да одлучи, дали да оди, да каже дека тој е вистинскиот Жан Валжан, или можеби ќе дозволи овој човек по грешка да биде осуден. И во таа голема битка, следното утро се буди, слугата доаѓа кај него и му кажува дека кочијата е спремна, дека вие не заповедавте дека сакате да одите на суд. И сега тој влегува во судот, таму веќе судијата ја кажува пред судата дека овој старец е толку бараниот Жан Валжан, на кој ќе му се суди со бесење, смртна казна, и тој влегува и кажува: јас сум вистинскиот Жан Валжан. Сега другите го гледат, знае дека тој е добар човек и вика, тој се зафркава со нас и сака повторно се жртвува, дека е поштен и чесен, а верувате после разговорот со свештеникот, со бискупот, тој го менува својот живот и постанува честна особа. Бил пример во тоа општество во кое што живеел. И сега сите го знае како пример и најна сака да го жртвува животот и мисли дека е добар премногу и се жртвува заради тој старец. Некој друг мислел можеби нашиот градоначалник полудел, па едноставно сака да се жртвува. Меѓутоа, во тој миг тој ги кажува следниве зборови: Жан Валжан, ќе има многу гласови кои ќе те благословуваат, но само еден кој ќе те проклне. Сите овие нема да стигнат до небо. Тоа биле главните зборови кои што го воделе од текот на неговата ноќна агонија. И се излегува таа агонија, се упатува кон судот и влегува во судницата и дека покушува да ги убеди тие луѓе кои што биле таму. Тој кажува: иако вие не ми верувате дека сум ја вистинскиот Жан Валжан, доволно е тоа што Бог кој на небото да го погледне она што јас го правам во овој миг. Тоа е доволно. Доволно дека Бог знае дека јас сум вистинскиот Жан Валжан и јас сакам да ја преземам кривицата и одговорноста на себе, а не овој старец кој што ви го судувате. Захи Исус тоа го кажал: доволно е Бог кој што е на небото, кој што знае зошто јас се туркам, мигува мноштво. Тој го знае моето срце. На Захи повеќе не му било важно што ќе каже тоа мноштво. Дали е крадец, лопов, квислинг, издаица на својот народ? Не. Него му е најбитно дека Бог е тој кој што го гледа неговото срце. Исус Христос го познава него и тој доаѓа во Ерихон токму заради Захи. Меѓутоа, текстот кажува, понатаму вели: и кога Исус дојде и истрча напред, се качи на дива смоква за да го види, зашто требаше да мине покрај него. Гледаме дека Захеј повеќе не потпаѓа по тоа мноштво. Сега Захеј надвладува над мноштвото. Тој е над нив, веќе повеќе не му е битно кој што ќе каже за него. Едноставно тој сака да го види Христа и одлучува да се качи на дива смоква. Текстот вели дека Захеј бил многу богат. Богатството може да представува една од главните препреки во животот, што човекот го спречува да го запознае Христа. Човекот не мора да биде богат ако има пари во банка. Човекот може да биде богат со своето ја, со своите идеи, со својот живот, со тоа кој сум јас, што сум направил, која е мојата личност, од каде да се потекнувам,
со своите замисли во животот, човекот може да биде премногу богат со своето јас. Премногу него што може самиот да замисли. И се она што во човекот ја гаси желбата да го запознае Христа, представува лажно богатство. Секој има од тоа помалци. Захеј, како важна политичка личност, што прави? Се качува на дрво. Замислите, денес една важна политичка особа од Македонија, од Скопје, се качи на дрво. Не знам, сите вестници утре пишуваат дека тој политичар се качи на дрво. Ако во тоа време постоеле вестници кои што живеел Захеј, јас сум уверен дека следниот ден би било најголемата политичка личност во Ерихон. Старешината на цариниците Захеј се качи на дрво. Тој се качи на дрво, бидејќи сака да го види Исуса Христа. Захеј како познат човек, тој може да земи римска војска, кој што ќе ги растрга тоа мноштво и да се направи пат до Исуса. Но Захеј многу добро знае дека Исус не се продава и не се купува. И дека кај Христа не се доаѓа на насилен начин. Него се доаѓа кротко и понизно. Затоа тој, бидејќи бил мал, морал да се качи на дрво. И кога Исус дојде на тоа место, погледна нагоре и му рече: Захеј, слези бргу, денес треба да бидам во твојот дом. И слезе веднаш и го прими нагости со радост. Гледаме дека Захеј доаѓа до миг кој што не му е потребен. Доаѓа до мигот да го види Исуса Христа. И човекот кој што научи да заповеда, кој што научи да кажува, да зема пари, да краде, да лаже, сега тој ист човек слуша заповед од Исуса Христа. Ја прифаќа таа заповед, таа наредба и се симнува доле од дрвото. Текстот вели дека Исус му кажува дека ќе дојде денес во неговиот дом. Денес, кажува, ќе бидам во твојот дом. Овај збор денес е еден од најдинамичните зборови во Евангелијата. Денес, постојано се повторува низ сите 4 Евангелија. Исус својата проповед во Назарет започнува: денес се исполнува писмо во вашите уши. Разбойникот на крстот што му вели: денес ти кажувам, ќе бидеш со мене во рајот. Исто така, посланието до евреите превладува и доминира со овој збор денес. Таму вели: денес, ако гласот мој го чуете, немојте да бидете какви срца, со тврди или со дрвенести срца. Тоа денес е она што секој човек треба да го одлучи за себе. Знаете, кај луѓето постои обично правило на кој што тие разговарат и кажуваат дека ако прашат дали си ти верен, вика јас бе верен, кога прашате постара особа, во својата младост. Своевремено и читав, и одев во црква, и слушав, и некои луѓето живеат на таа стара слава, знаете, некојаш кога бев млад, јас бе верен. А од друга страна, кога ќе прашате млад човек, што кажува: сега сум многу млад, кога ќе остарам, ќе одам во црква, ќе читам Библија, ќе му служам на Бога. Сега немам време за тоа. И тоа е најголемата опасност на сатаната. Човекот да го излече од неговиот презент, од неговата сегашност. Секогаш има време за уиднина, ако е премногу стар човек каже: јас тоа го правев во своето минато. И на некој начин таа сегашност секогаш се одвои од човекот. Некој човекот да размисли за тоа што треба денес да прави. И така, извештото понатаму кажува дека излезе веднаш и го прими на гости со радост. А сите кои го видува, тоа почнаа да негодуваат и да зборуваат: дојде во куќата на грешен човек да почине или да се одмори. Кога Исус го повикува Захеј да се симне од дрвото, кажува дека ова искуство, што кажува дека Захеј се исполни со радост. Ова искуство на секој еден стар, на секој една млада особа, на секој младич, девојка, што и да е, било која особа да е, кој профил на човек, во кој период од својот живот, небитно, кога ќе го запознае Христа, во неговото срце владее
е на радост. Радост која што не може со ништо се замени и со ништо да се изостави. Таа е радост која што е потребна секој еден човек. А таа радост се стекнува само од моментот кога човекот го запознае Исус Христос. И дештот кажа дека Захеј се зарадува и го прими со радост за својот дом. А што е со мноштвото? И сите вика е острна. Зарем Исус не знае кој е овој човек? Зарем заборави дека тој е старешина на цариниците? Оне што лажеше и кажеше до вчера. А сега стана побожен човек, па се качи на дрвото да го види нашиот Исус. Луѓето на некој начин го напаѓале Захеј. Меѓутоа Захеј воопшто не мари повеќе што ќе кажат луѓето. Мноштвото не го слуша, не го чувствува откуцувањето на Захејовото срце. Дека срцето на Захеј чука само за Христа во тој миг. И Захеј застана и што му рече на Господ? Захеј стана и му рече на Господа: еве Господи, половина од својот имот ќе ја дадам на сиромасите. И ако сум зел од некого нешто несправедливо, ќе вратам четворо. А Исус му рече: денес му дојде спасението на овој дом, зашто тој е Аврамов син, што човечкиот син дојде да го побара и да го спаси изгубеното. Одма се случува нека промена кај Захеј. Сега Захеј ветува дека тоа што зема од луѓето ќе врати назад. И тоа е доказ дека кога човекот ќе се сретне со Христа, тој мора да доживее промена во својот духовен живот. Захеј е жив пример на тоа. Еден автор кажува дека Захеј како мајмун се качи на дрвото. Захеј воопшто не мари што ќе кажат луѓето за него. На Захеј му е битно да биде на висина, да може да види Исус, бидејќи бил низок раст, ништо друго. Повеќе да Захеј богатството не е битно. Тој има радост и мир во своето срце. А јас сум уверен дека Захеј претходно тоа воопшто го немал. Бидејќи бил и крадец, и лажливец, квислинг, све најлошо и немал воопшто среќа и спокој во своето срце. А сега го запознава Христа, доживува една голема промена. Сега е човек кој што конечно почувствува мир, радост и спокојство. А Исус вели дека денес дојде спасението на овој дом. Зошто? Бидејќи е Захеј исто Аврамов син. Ја не знам дали сте слушнале, тоа е приказна, ја би рекол повеќе вистински настан. Може да некако Захеј се качи на дрво, и тоа Исус го повикува. Кога дојде на тоа место, погледна нагоре и му рече: Захеј, слези бргу, што денес дојдам во твојот дом. Сакам на крај да ви раскажам приказна за малата Деби, или Little Деби. Таа кажува за себе дека била едно од 5 деца кои што биле во семејството во Америка. Пред него што става родила, нејзиниот татко и мајка имале 4 ќерки и очекувале дека тоа 5-то дете ќе биде машко. Меѓутоа, на жал, се родила уште една девојчица во семејството и не ја крстиле Деби. А во мигот, кога малата дошла на свет, се срушило кај нејзиниот татко. Тој очекувал момче, а во тој миг доаѓа девојче. Иноставно тој не сака да чуе дека воопшто се родило женско дете. Дека тој маштал и очекува дека напокон, после 4 деца ќе добие едно машко дете што ќе наследи таа негова лоза. И тој, на жалост, тоа воопшто не се случило. И малата Деби во својата книга пишува дека, заправо е книга, после станала е книга, дека нејзиниот татко, докога таа се родила, никогаш не влегува во нејзината соба. Таа растела и покушувала да ја придобие љубовта на нејзиниот татко, меѓутоа тоа никогаш не се случило. Вика, целата своја младост, целото своје детство го поминав, молејки, плачејки за љубов, која што никогаш не ми беше пружена. Вика, во своето детство се облекував во машки алишта, си со цел, вика, да ја придобием љубовта на татко ми. Дизам како момче, бидејќи тој мечтаеше да има баш едно такво машко дете. Меѓутоа и покрај сите тие мои циркузи, таа кажа во својата книга, воопшто не го привлеков неговото внимание. И љубовта што ја барав, воопшто не ја не добив.
Кога пораснав, кога до 19-20 години, кажувам, Деби, одлучив да влезам во големиот свет на бизнисот. Сакав да отворам своја компанија, своја фирма, своја работа, со која што ќе покажам на својот татко дека иако сум девојче, може да бидам дури поспособна и од момчињата кој што тој многу ги чекаше во својот живот. И започнува да прави колачи, кои што се нарекуваат Little Debbie, баш по нејзиното име. Ако денес одите во Америка, ќе можете овие колачи да ги најдете. Јас кога барав преку интернет слики, малте на сите едни грицки денес, покрај колачите и грицките, стои ова слика на Little Debbie, како заштитен знак за тие грицки и за тие колачи. И вика таа влегла во озбилен бизнис, цело тржиште во Америка ги имала, почнала со една продавница, две, и на крај се проширил незиниот бизнис, еден цел ланец на продавници низ цела Америка. И постанала една од најспособните и најмладите бизнисмени во тоа време. И на тој начин мислила дека можеби ќе го привлече на вниманието незиниот татко, ќе каже: "Ете, јас сум горд над својата ќерка која што стана голем бизнисмен, сепак е девојче." Не. Тоа воопшто не се случило. Времето го минувало, а таткото воопшто не покажа љубов према неја. И сега Деби повеќе не е дете, таа е возрастна жена и незиниот татко се наоѓа на болесничка постела. И таа доаѓа, разговара со него, на некој начин покушува во тие последни мигови на неговиот живот да излече некој атом на љубов кој што тој го чува во своето срце. Меѓутоа книгата завршува и животот на незиниот татко завршува, а тој воопшто не покаже љубов према малата Деби. После неговата смрт, незините 4 ќерки, заедно со мајката, ја средуваат собата на незиниот татко и сите ствари кои што ги има тој ги стават во посебни кутии. И низ таа гужва Деби најдове еден новчаник. Тој бил новчаник на незиниот татко. Од него го вади и во него наоѓа 3 слики. На едната слика биле целото семејство, 5 ќерки, таткото и мајката. На втората слика биле само родителите, а погодете кој бил на третата слика. На третата слика била малата Деби. Во тој миг таа сваќа дека незиниот татко премногу сакал, иако тоа можеби никогаш не го покажал. Тој имал љубов према неја, иако таа била девојче, и тој бил пресудниот момент кога таа одлучува да пишува книга. И во таа книга го пишува се своји мигови, како дете кој што растело без љубов, али дека на крај сватив едно, дека мојот татко и покрај се многу ме сака. И таа во книгата пишува и апелира до родителите кои што читаат таа книга, дека треба да покажуваат љубов према своите деца, иако можеби тие деца не се она што родителот го зацртал за нив во својот живот. Како и даем, последната порака за ова вечер, моја сакам да биде дека нема радост, нема среќа, нема мир кај ниту едно човечко битие, се дека не го запознае Христа на прав начин и не го прифати за свој пријател и за свој татко во својот живот. Ние сме створени за Бога и ние можеме единствено да најдеме нашиот мир во Бога. Затоа мој апел за секој од вас е додека има време, додека сме се уште живи, да ја читаме Библијата, да го запознаеме Христа, да се дружиме со Него, бидејќи без разлика колку е некој грешен, а тоа Захе го покажа, може да дојде кај Христа и да го приме како свој пријател и да живее со Него. Благодарам за вашето внимание.